Не би се сложила нели до крај во целост, бидејќи имаме луѓе кои што се соочуваат и со тоа да не може да качат килажа, односно да се малку здебелат. Да. И како се решава? Принципот е сличен, бидејќи и кај нив не можеш нормално да им речеш земи јади по 3000 калории на ден, тоа е 2200-300 внесува, значи мали промени, каде што ќе почнат полека да се ги вметнуваат во дневната шема. Исто, редовно со тренинзи, кај нив треба многу повеќе тежински тренинзи отколку кардио тренинзи, и тоа е трпение, редовност, јадење, вежбање, спиење, најосновните работи, ако ги прават како што треба и си дадат период, ќе имаат одлични резултати. Работа ми со такви клиенти. Тоа е исто проблем како и со гојазноста. Имаат ист проблем идентично. Да, скоро на различна страна на спектрот. Реално пак истите принципи работа, значи основните работи, вежбање, спиење, јадење, секако што треба. Днес еден ден секако што треба на 100%, друг ден 30%, туку 70-80% секој ден. Кај луѓето најголемиот проблем е викендот, без разлика дали сакаат да ослабнат или да зголемат маса. Од понеделник до четврток прават секако што треба. Чим дојде петок, сабота, недела, забораваат на се опуштаат. 3 дена од 7 дена веќе скоро пола од неделата, па многу губиме целиот напредок.